знаете дека немаме години наназад изградено нов објект, меѓутоа ние не се откажуваме и секојдневно работиме на проширување, изголемување на капацитетите, изнаоѓање начин и можност за просторни услови каде што ќе ги прошириме капацитетите и ќе дојдеме до тоа да можеме да опфатиме што поголем број на деца од предучилишна возраст. Со голема поддршка на општината, на градоначалникот, ние имаме нарачано проект кој што веќе е во завршна фаза, изготвен, и тоа е проектот за реконструкција и адаптација на објектот Кокича кој што се наоѓа во самиот центар на градот. Таа реконструкција и адаптација не значи само обновување на фасадата или обновување на градинката. Тоа значи максимално искористување на сите можни простори за да можеме да примиме поголем број на деца. Ќе аплицираме на повиците кои што Министерството ги распишува и сите други релевантни фактори, така да се надеваме дека во скоро време ќе добиеме одобрение и за тоа. Еден исто така проект кој што е нарачен, кој што е во фаза на изработка и изготвување, е и проширување на тој ист објект, односно физичка доградба на објектот Кокича од 200 метри квадратни. Со тоа исто така ќе добиеме можност за зголемување на капацитетите, а во следна фаза ќе биде опфатен објектот Славејче кој што се наоѓа кај Зелениот пазар. Ова е така, тргнуваме од објектите кои што се прво изградени објекти на територија на општина Куманово. Кокича, па Славејче и така поред се надеваме дека ќе успееме да ги преадаптираме и реконструираме сите тие објекти, а во меѓувреме исто така ги разгледуваме и сите други можни локации каде што нашите објекти се наоѓаат, онаму каде што има можност да направиме проширување и преадаптација на тие простори. Во склоп на тие реконструкции и преадаптации сакам да информирам и дека во тек е набавка на материјал, односно дидактика за опрема на 2 сетилни соби. Двете сетилни соби се веќе изготвени, направени, само недостасува да се снабдат. Како што реков, набавката е во тек и за 10 дена ќе ги добиеме сите тие потребни дидактички материјали кои што се наменети за работа со деца со пречки во развој. Со ова се надеваме и очекуваме дека ќе биде од голема помош за сите дечиња кои што ја посетуваат нашата градинка, ќе им овозможиме и на родителите малку храбро и по со сигурност да ги оставаат децата, да веруваат и да знаат дека се во вистински раце и дека ги имаат вистинските услови за престој во градинката. Две проекти само ме интересираат. Мерката за деца роми се спроведуваше изминатите години, како беше интересот? Интересот беше можеби опаднат, меѓутоа тоа се должеше на она дека немаат превоз. Порано имаа превоз кој што ги носеше такси и доаѓаа во градинка, откако тоа замре во нашиот град, знаете, постоеше еден временски период кога што и такси компании немаше во градот, а сега затоа што имаат бесплатен превоз на територија на општина Куманово, имаат можност да ги донесуваат децата и ниту едно дете во градинка не оди само. Потребно е родителот нели да го донесе. Затоа што постои бесплатен превоз, секој родител има можност да го земе и да го донесе во градинка детето. И колку се на листа на чекање за време? Листа на чекање денеска се 268 деца. Таа бројка сепак не е многу голема, земајќи во предвид дека ова е период на поднесување на барања, каде што ние навистина очекуваме таа бројка да биде голема. До 17 август, до денот на одржување комисија, таа бројка ќе биде сигурно многу поголема. Затоа е важно родителите да знаат дека за да се настапи приемот, склучување на договор, мора најпрвен да биде поднесено барање за прием на детето. И уште едно прашање, минатата година имаше интерес, но не доволен за да се воведе втора смена во градинката, во градинките, во објектите на Ангел Шајче. Каква е ситуацијата за септември? Има ли интерес од родителите? Разговараат ли, бараат ли втора смена? Родителите доаѓа на 2 состаноци. Има група на родители кои што меѓу себе си имаат формирана група, тоа е секако за поздравување, затоа што ми сметам дека е најдобро така да комуницираат и да си ги споделуваат сите тие работи кои што се однесуваат на нивните деца помеѓу себе. Тие најдобро се разбираат меѓу себе. Еден родител кој што работи втора смена, точно ги знае потребите на оној друг родител кој што исто така работи втора смена. Ние имаме втора смена, значи не може да кажеме дека нема затоа што ние на лист хартија имаме. Имаме добиена согласност од Советот на општина Куманово за објектот Синоличка, кој што се наоѓа кај градскиот стадион, за да работи до 22 часот. Меѓутоа, дечињата кои што се запишуваат во втора смена, за жал, најчесто нивните родители имаат потреба да ги носат само покасно, а не и да остануваат дечињата покасно. Така да, земањето на дечињата се одвива во рамките на прва смена, а тоа е до 18 часот. И затоа ние не можеме да прикажеме бројка
кое што значи над 10 деца, прием на 10 деца. Тие можеби да бидат запишани, меѓутоа присутноста и во месеците кога имаме најголемо присуство, тоа се месеците април и мај, ние не сме постигнале поголема бројка од 8 деца. Ние не можеме да имаме формирано група со воспитувач, неговател и сите потребни, нели, кујната да работи, а да има помалку од 10 деца.